Ново издание на Телма Вет, на токму утринска на Телма, и не сум сам во кадрот, сега ќе се прошири кадрот и ќе ги погледнете моите пријатели кои што денеска ќе ме дружат. Две прекрасни француски дами од расата француски булдог, заедно секако на чело со Стефан Кирков, инаку сопственик, како што кажавме утрово на сајтот kupimilenik.mk. И меѓу другото, човек кој што многу често може да го најдете токму кога се случуваат оние прекрасни збиднувања и датуми кога станува збор за изложба на кучиња, бидејќи дел од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Колку години, Стефан? Добро ни дојде официјално за прв пат во Телма Вет? За прв пат се надевам дека почесто ќе бидам гост. Да ти кажам како изгледа фотографија со овие две прекрасни принцези. Ми спомена дека се мајка и ќерка, така како се вика? Она е Катерина, ова е Хели. Катерина и Хели. Името е специфично затоа што е набавено од руска одледувачница, па носи руско име. Така? Од една од најтрофејните руски одледувачници. Пред неколку години почнавме професионално да се бавиме и беше повод нели да си го зголемиме квалитетот. Така, инаку дома ми спомена дека со твоето семејство чувате 4 француски булдози. Во моментот поседуваме 4 француски булдози дома точно кај мене, меѓутоа од шампионско потекло, да, шампиони веќе на Македонија на повеќе земји. Меѓутоа имам и во кој собствено зададено премиераци каде што мојата одледувачница брои до 9 премиераци во моментот. Сериозно? Да. Секоја чест, секоја чест. Колку години веќе си дел од оваа твоја приказна? Прво започна како хоби, за потоа да стане некоја страст. Веќе 8 години ми е одледувачницата за оваа раса. Како што кажав, почна хоби, некој ќе ви донесе дома кукученце, ќе се заљубите буквално во расата и тоа беше мотив да почнеме да се бавиме со кинологија. Почнавме прво кај нас, на македонски изложби, за потоа еве денеска да станеме едно од позначајните одледувачници на Балканов, па и пошироко, нескромно. Да, ќе споменуваме некои 15 на минути, ако сакате секако ќе ги вклучиме броевите 30, 70, 6, 77, доколку може имате некое прашање до Стефан или конкретно до оваа прекрасна раса. Многу често знаеме, јас и зад камерите веќе ти споменав, веќе е неважно дали ќе биде тоа улично куче кој што ќе го згрижим или некоја раса која што ќе си ја посакаме за самите. Меѓутоа, мислам дека има некоја посебна раса која што веднаш се заљубуваш. Во мојот случај беше како што кажав со златниот ретривер, меѓутоа ме интересира твојата приказна и поврзаноста со францускиот булдог. Зошто баш ова? Дефинитивно, зашто баш оваа раса повеќе време нели си бев во ограничен простор, живеев во стан и барав раса која ќе биде соодветна на моите услови. Колку време имам да ја посветам на незе, затоа што кога се одбира вистинскиот миленик и правилната раса, буквално многу се информираме за тоа. Често правиме грешки околу изборот на раса, па потоа ни е мачно да го чуваме кучинцето и тоа завршува некаде на друго место. За жал. За жал, значи затоа јас кога бирав раса бев внимателен во истото. Буквално барав раса која ќе биде според моето време. Значи јас сум во полно работно време, 8 часа, кога може да биде повеќе време, само да. Значи ова раса трпи да е до 8 сати сама дома, нормално со некои играчки пуштено радио. 8 часа без никаков проблем. Да, знае, сами се програмирана е кога ќе дојдам од работа и ме чека на врата. Раса која не се митари и нема оној специфичен кучешки мирис кој одредени раси знаат да го имаат во себе. Да. Во случајот како ретривер. Да, значи барав савонски миленик. Има неколку десетици раси кои изборот дома падна на француски булдог и денеска сме едно хепи фемиле. Семено сте поврзани со францускиот булдог? Семено ги чуваме, да, значи почнав сам. Може интересно е да напоменеме, второто куче го донесов дома, никој не го правеше, му да ме ке уште едно. Ова ми текно на филмот Бетовен од 90-тите години кога треба да го убедат својот татко. Нешто слично приказно, за четвртото куче го купив, па и дома финансиски да ми помогна да го купиме. Да. Сепак се тие дефинитивно членови на почнавме со одледување на истата, значи имаме и често легла. Често ги предаваме значи за странски пазар, затоа што сепак се работи за професионален одгој. Овие се миленици, но често ги предаваме надвор од причина што ги следиме тие кинолошки трендови и претежно кученцата завршуваат кај одледувачи. Кои професионално се бават како ние со расата. Да. Инаку мора да споменеме дека Стефан денеска требаше да донесе руската раса Алабај, меѓутоа оправдано поради овие снежни наноси кои што ги имаме во Скопје, претпоставам дека ми спомена Горно Соње локацијата, тешко било проводно за да се дојде до телевизија Телма. Тоа го ветивме за следната недела. За следната недела дека ќе бидеме гости, значи со меѓутоа јас една од најатрактивните раси во моментов на кинолошкиот пазар, значи на кинолошките изложби, раса која плени се со огромен изглед и карактер, бела поварничка, галантност колку што може да да, не ги откривам многу за да биде поинтересно наредна недела. Така да генерално Алабајто е мирна раса која што или бара внимание, темперамент и така натаму. Алабајто е овчарска раса, значи потекнува од Русија, од Туркменистан.
Меѓутоа, доколку вие ја научите расата да ви биде, сакате те го храните, сакате да имате домашен миленик кој ќе ве прати во све, многу лесно се предозвива на вашиот начин на живење. Значи можете буквално дома да имате зајче, а имате панда мечка дома. И нема да има проблем доколку тие Апсолутно никаков. си имаат синергија помеѓу. Синергија да се вкупува во семејството, дури делува премногу и заштитнички према семејството, затоа мора да обрнеме внимание околу онаа почетна дресура. До 4 месеци буквално учи се и потоа цел живот не заборава. Станува збор за едно од поинтелигентните и помокните раси на кучиња. Меѓутоа, претпоставам дека ова ќе биде период за лабајто како инвазија, да речеме, за домашни миленици, кај особено собствениците. Значи, веќе кај нас на Балканов е една од најбараните раси. Така. За жал многу малку имаме одледувачи на Балканов, во нешто се профи да имаме албај во вистинска смисла на зборот. Која е причината, Стефан? Поради можеби посебните услови кои што ги Посебни бара? услови, скапа е расата, голема е, си има потреби, така да снеген сум кога на себе имаме веќе една професионална одледувачница која ќе мора да споменам куќата Слободно, на да, белите и ми витези, кажа. да, така да ќе бидам судебни премиероци гостин кај вас наредна недела. Обавезно. Еве, чисто да кажеме дека францускиот булдог е потомок на англискиот булдог кој се одгледувал во 1500 година во Англија, меѓутоа популарна раса и ден денес. Комбинацијата на расата е? Да, станува збор за хибридна раса, направена од повеќе раси, во првиот. Чекај, некако ми се гладни принцесите, вака да им дадеме да јадат малце. Па, пробај. Нема тут секако. Значи, расата е вкрстувана од неколку премиероци, највеќе носи во незе англиски булдог и мопс. Така? Меѓутоа, првата одледувачница е регистрирана во Англија и потоа постои една борба превласт меѓу англичаните и французите кој да признае како национална раса. Тоа е нешто слично кој имаме афганистански хрт, со Така? потекло од Афганистана, сепак е американска призната раса. Така да французите ја регистрираат првата одледувачница во Париз и почнува приказката со инвазијата која трае до ден денес. Во последниве 5 години според сите аналитики на кинологијата и пазарот на миленици, една од најбараните раси за продажба е францускиот булдог. За жал, на Балканов има многу несовесни одледувачи кои уништуваат расата. Конкретно за францускиот булдог. Конкретно за францускиот булдог, затоа што сепак е скап примерок, ги вкрстуваат непланирано, не пратат генетика и тоа придонесува да имаме француски булдог, но со многу генетски болести во себе. Кој што нема чисто педигри, да речеме и Нема ни педигре. убава фамилиарна. Значи нема ни педигре, нема ни стебло, тоа донесува да самата раса во себе носи генетски деформитети. Затоа ние професионалните одледувачници многу пазиме од кај ќе набавиме расата, кој стои позади набавката на истата и буквално кога париме плански. Ја гледаме генетиката на мажекот, генетиката на женката, доколку се поклопува со здравствени сертификати, со крвни линии, тогаш идеме на легло. Значи не се прелегло по секоја цена. Така? Карактеристично е да се каже дека се пари исклучиво инвитро. Значи они не можат по себе Знам многу дека е тешко. комплицирано дефинитивно зачнувањето Се пари инвитро, тоа е безболно и за мажекот и за женката, е најдобро и најхигиенски. И пораѓајот е страшен, царски рез. Царски рез е неопходен. Неопходен царски рез, каде што Нисто слично како кај на мопсот, сите. ако не се лажам. Па многу слично. Многу слично со тоа што францускиот булдог и англискиот се малце имаат поголеми глави, така да знае плодот бебето да заглави во оној излез кај матката и тоа може да предизвика големи последици. Благодарен сум на неколку стручни ветеринари кај нас во Македонија кои веќе тоа го прават безпрекорно, така А да и советуваат меѓу другото и за советуваат, самата да. раса. Јас отворив и свој кинолошки клуб на Facebook, French Bulldog Македонија, Така? така да сите кои имаат проблеми или сакаат нешто да ме прашаат, слободно може да се обратат таму. Да, бидејќи нешто Катерина уште некако гледа во чинијата, можеме да дадеме како беше Она е Хели. Хели. Они нема да одбијат за јадење, значи Така. тоа е да се напомене за нив дека се многу стрвни, меѓутоа многу треба да се внимава на нивната килажа, Така. која влијае на нивното здравје, нели што буквално јас пазам до грамажа они колку јадат. Да речеме веќе за возрастно за француски булдог возрастен, колку често може да имаме оброци во текот на денот или едно е сосема доволно ако направиме некоја. Знаете како, додека бебе се рани од 4 до 5 пати Од 4 до до 5 3 пати. месеци. Значи од кога ќе буквално го одвоите од мајката си бара нели ги внесе сите оние потребни витамини, масти, калории. Кај нас се увезува многу добри брендови кои нели ние сега е полесно се сноѓаме. До 6 месеци се рани 2 пати. После 6 месеци се рани еднашка, но јас тоа не го практикувам затоа што малку нехумано нели само еднашка да него тој оброк што треба дневно да го изредат, јас им го делам на пак на 2 пати. Да, иначе препорачувам да се рани само со дехидрирана храна, онаа купена храна. Купена храна?
во неј зима се што е потребно, нешто треба да го несат И протеини, дневно, и јагнени хидрати, и буквално масноти. све. Доколку ја научиме на домашна храна, тогаш имаме проблем и со крзно, имаме и со столица и буквално ќе бидеме роб на куќето. Така, ќе се купиме храна, знаеме дека сме завршили работата за нив, бараат многу внимание, многу љубов и дома имате еден пријател кој мојата одледувачница се вика Гремлин Хаус Кенев или од куќата на гремлините. На гремлините. Ова фаца на лилјак е многу смешна. Ме натера да го крстам така од име. Добре, соодветствува дефинитивно. Значи нивната сплескана фаца на како со пегла ве прави буквално да се залюбите од неја. За кој не чувал француски булдог не знае, но кој купил едно останува верен не фан. останува на едно. Значи Така? веќе размислува за Како во тоа. твојот случај? Јас сум посебно прикаснат за ова. Мора да признам, бидејќи кога веќе ја спомна нели формата на главата кај францускиот булдог, ако грешам ќе ме поправиш, знам дека имаат проблеми со дишните патишта, току поради самата поради самата вилица, значи вилица на диносаурус кој што викаме кинолозите, имаат проблем со дишењето, но сето тоа доаѓа до нешто што го зборев претходно генетика. Так. Доколку ние набавиме генетски поткован убав здрав примерок, тогаш го избегнуваме оној проблем со дишењето кој потоа страда срцето. Нели нормално сето е тоа поврзано, затоа кога бираме француски булдог, мора да внимаваме од каде генетски потекнува. Они се нормално да грофтаат и тоа е сето сладко. Препознатли мора да признам. препознатли се по тоа што кога спијат хршат како Како човек. како човек дури малце погасно, но сето тоа многу смешно и интересно. Првиот пат ќе биде чудно, после ќе се научите и не го приметувате. Си имате партнер до вас. Иначе Раса може да гледа телевизија, вака може да ви биде цел ден дома, не е хиперактивно да ве мрдне сите по дома да ви штетува по куќна, него буквално имате дома милени кои живее со деца. Има една изрека кој велат додека парижанките оделени с Париз на шопинг, своите дечиња ги оставале на поверение на француски булдог. Еве ви добра мантра за оние кои што ќе се одлучат да имаат ваква раса. Стефан, да си го вклучиме, гледачот го имаме, можеби ќе има и прашање до тебе конкретно за францускиот булдог. Добро утро, добар ден. Добро утро, добар ден. Ви благодарам на трпението, повелете доколку имате прашање до Стефан. Поздрав до вас и поздрав до гостинот. Ви благодарам, поздрав и до вас. Сакам и се интересирам за одгледувачница кај му се наоѓа. Така? Се работи, сакаме да земеме машки примерок. Машки примерок токму од оваа раса француски булдог. Да, од француски булдог. Значи тие се подигре со документи, зашто тоа ќе биде испратено за Австралија. Значи барате и трансфер меѓу другото. Одлично, бидете на линија Стефан доколку имаше прашање до господинот слободно или одговор. Да, значи јас ќе се обидам накратко само да ви одговорам на прашањето. Значи во моментов мојата ледувачница немаме легло. Планирано легло ни е некаде здраве Боже во месец април. Но меѓутоа како што напоменав, можете на нашата Facebook страна French Bulldog Македонија да ни се обратите каде што ќе ви дадеме препораки за оние ледувачници за кои можем да гарантирам и јас и моите колеги кои професионално се бавиме на раце да ви препорачаме кутренце. Околу документацијата, поготово за Австралија, верувајте е обилна. Кученцето мора да биде постаро од 3 месеци и да поседува комплетна документација. Се работи за интернационален пасош, микрочип, кој што веќе мислам дека е достапен. Кај нас во ветеринарните служби? Неколку лиценцирани ветеринарни ординации го издаваат. Меѓутоа мора да се извади и документ од Агенција за храна и ветерина. Неопходно е за Австралија. И сметам дека мора тој сертификат да се има да биде верификуван за да нема господинот проблем на граница кога ќе го пренесува кученцето. Одлично. Јас се надам дека и задоволен, меѓутоа повторно повелете, ајде. Да, во програма сте, господине. Слушај вака се. Сакам да дознам кај се наоѓа, слушам дека нешто во Соње се наоѓа. Не, господине, малку погрешно сте не сватили, може подоцна се приклучивте. Денеска требаше да ја представиме руската раса Алабај, меѓутоа во име на снежните... Дали може од господинот одгледуваш да ми даде мобилен број? Мобилен на Стефан, на господин Стефан ќе добиете веднаш по завршувањето на Телма Вет. Оставете го и вашиот број или па ќе јавете се негде по 12 часот ќе ви го дадеме бројот, да не се секирате. Ви благодарам. Доколку има и следни прашања, ќе ве очекуваме секако на телефонскиот број. Ме интересира,
секој кој што можеби ќе си ја посека оваа раса за својот дом и за своето семејство околу дресурата, дали е практично да се издресираат овие Така, ова е една од ретките раси која верувате работите со незе само неколку дена кога ќе ја земете дома. И веднаш ги имаме првите знаци на послушност. Ги имаме првите знаци на послушност, доколку вие сте упорни, вие можете за оние најосновни хигиенски навики да научите за неколку часа. Значи тоа буквално е со пелена, каде што нели ќе направи белја. Многу често го практикуваат тоа за сите раси, поготово пелената ставаме незе, потоа вадиме на местото каде што треба да се оди, си добива награда педагошки. Имаме са по разни петшопови такви секакви сладки нивни и сладки нивни за кои они све ќе направат само за да добијат сладко, така да за 2 дена вие имате издресирано куќе дома. Нормално е да посветиме внимание околу грицкање на кабли, каде смее да спие, каде не смее да спие, но многу погрешно е да испуштиме расата, да не работиме со незе, да купиме буквално нешто само или кој што јас највеќе сум противник за на Facebook, само се сликаме, негова раса бара внимание, бара трпение, за да имаме дома еден ваков мирен француски булдог кој нема да имате никаков проблем при огледување и да бидете стекни со него долги години. Долги години. Да. Одлично. Неопходната грижа, четкањето ти спомена дека многу ретко е. Да, ретко е четкањето, нормално како и секоја раса се митарат, како нели нас студиото не паѓа. Некои ќе речат сепак се митари, да, значи нас косата не паѓа, тоа не е страшно. Во моментот кога се митари, препорачувам носење во громинг студио, каде што сега благодарение има многу добри чешли кои за неколку часа четкање ќе падне целото крзно кој треба целата сезона да испадне, дома ќе бидете спокојни дека нема да имате влакно. Нормално е, значи кога е болна, кога нешто се случува на временска, значи времето кога ќе се промени, знае да се митари, но тоа е многу ретко. Така. Освен дишните патишта кои сте, ајде да кажеме во поднаводници аномалија можеби за расата, нели меѓутоа сепак рече дека треба убаво хронолошки доколку сака да си набават да разгледаат околу педигрето. Каков се друг незабелување можеби да наидеме на оваа раса? Како и секое друго кученце, значи најстрашното е она што го споменав претходно со дишењето и срцевите аномалии, да, кардиоваскуларните заболувања. Меѓутоа другите болести секако и секое друго кученце треба да се пази. Ние во зимно време кога е вакви температури практикуваме и некои вакви што сте џемперчиња ги облечеме. Па и одлично изгледаат меѓу другото. Значи тоа им држи топло. Кој што реков, есалмонски миленик и никако не треба да се шува во надворешни услови, така да како и секоја раса. Значи ја чуваме со љубов во дома, како што налага стандардот на истата, се информираме кај поголемите огледувачници или веќе луѓето кои имале веќе расаш како се справуваат со истата. Така да јас ни даде знак или дека тука да се прие, така да се ја топло искрено препорачувам на сите. Значи единствено раса која дома сите ќе ве направи стректи. И ќе гледате заедно телевизија. Серии тоа маратонски. Одлично. Стефан, би сакал да споменам бидејќи си сопственик на сајтот kupimilenik.mk. Конкретно ми спомена дека локацијата е веќе во тек на каде што ќе може. Она што е интересно, како ќе се вика прво, само да потсетиме? Се надевам дека ќе се вика 5 центара Купи Миленик. 5 центар Купи Миленик, нешто што ќе се мојата замисла е во најбрзо време отварање на еден петшоп. Сметам дека во Македонија немаме многу професионални петшопови, каде што во истот петшоп ќе може да си набавите и Миленик и да го видите во. Тоа ќе биде уникатна можност кај нас за прв пат. Уникатна можност. Ќе има неколку раси, поатрактивни раси каде што ќе може директно да си ги видите со целосна документација, педигрирани, вакцинирани, излезени од карантин, за да може да си ги набавите на лице место. Петшопот ќе стои покрај самата набавка, значи јас ќе бидам сопственик на истиот. Ќе имаш ти релацијата за да секој нов собственик достапен значи за сите клиенти и сега сум. Целта беше отварање таков петшоп затоа што сметам дека во Македонија немаме петшоп каде што ќе може да си набавиме све. Така. Значи еве вие чувате ретривер, немате кога ќе влезете во едно место се купите и да го избањате и да ви го ишешуваат, па тоа да ви мириса супер. Да имате повеќе избор на храна, каде што некој професионално ќе ве советува кој е вашиот избор на храна според кученцето, дека исто како и луѓето. Некоја храна им прија, некоја храна не им прија, без разлика колку е скапа истата или е популарна или не е. Еве буквално Екатерина јаде храна која е верувате најевтината. Но незе збориме за онаа рифус храна која што намерени, да, меѓутоа незе таа и прија, он има совршено крзно, совршено столници и прекрасно здравје. Така да
сепак тој центар го замислувам да биде како и едукативно катче. Секој кој сака да се набави миленик, претходно ќе седнеме, ќе поразговараме кој миленик е, кој што напоменавме преска соодветен за нивните услови, време, финанси, колку може му посветат време. Дали е во куќа, дали е во стан, во помали така, значи целосна професионална информираност и пристап кон клиентот, за да ги избегнеме оние несекојдневни подарување на куќиња. Значи тоа е голем стрес за куќето и за фамилијата, така да од таа причина сакам да направам нешто кое навистина ќе биде големо и ќе биде професионално. Со оглед на овој локал, ќе имаме одреден тип на раси кои што ќе можеме да си ги набавиме или планираш во иднина сепак тоа да се надогради како како собственик на сајтот kupimilenik.mk веќе 9 години кој што функционира, имам набавено повеќе од 400 примероци од најразлични раси. Вистина, браво. Браво. Можете портфолиото на миленици да го видите на YouTube, само напишете Купи Миленик. Таму ги има дел од куќенцата кои се набавени и можете, значи, имам конекции и поврзаност да можеме ги набавиме не сите, нели, но меѓутоа грото од раси кои се популарни можеме веднаш да одговориме на барањето на купецот и да за неколку дена цела со вадење на, нели, документација, професионален транспорт на куќенцето, легално поминување на гранични премини, сето тоа во некој рок од 5 до 7 дена да го изведеме. Одлично. Драго ми е што од сега па натаму многу често ќе ти имаме во Телма Вет и во име да ги представиме сите овие раса, навистина импонира твоето портфолио и CV сите овие години. Драго ми, се надевам дека многу скоро ќе имаме прилика каде ќе фрлиме паричка на тој убав прекрасен локал каде што ќе може да се информираме и доцираме. Како утутенска која ве следам често. Благодарам, и се надевам дека почесто ќе ви бидам гостин, ќе бидете први кои ќе бидете запознаени со истото. Обавезно. Само да прашаме кога е следен датум каде што ќе можат сите оние сопственици, конкретно на која раса, каде што ќе можат да ги изложат своите љубимци. Наредна изложба Кинолошкиот сојуз на Македонија организира на Скопскиот сајм во месец февруари, чинам дека беше 14 и 15, но не ме фаќате за збор. Го има како генерали претпостави на социјалните мрежи. ksama.org.mk е официјалниот сајт на Кинолошкиот сојуз на Македонија каде што ги има сите оние детали. Познато е дека локацијата е веќе за прв пат во Македонија затворен простор Скопскиот сајм, каде што најавуваат големи лудовачници веќе го најават своето присуство. Искрено ги препорачувам сите да ги посетите тие 2 дена, ќе биде празник на сите оние кои ги сакаат. Празник на душа дефинитивно. А Телма Вет те очекува повторно веќе следната недела со Алабај, се надеваме дека конечно некако ќе стигнат овие снежни врнежи. Јас сега ќе си ги прегрнам веднаш зад камерите и ти благодарам уште еднаш што официјално се запознавме во Телма Вет. Да, ќе ги поздравите и секако семејството дома. Обавезно и уште еднаш јавна благодарна за што не трпат овака се. Секој време. Одлично, ви благодарам што бевте со Телма Вет, останете на Телма.